со конкретни работи за она што го направија нашите ракометари на Европскиот шампионат во трите средби што ги одигра во Дизелдорф и во Берлин. Лазаров, ние одвоивме или извлековме двајца играчи кои што оставија најдобар впечаток, не дека немаше добар ефект и од другите, меѓутоа мислам дека овие двајца одиграа над очекувањата, на пример. Митев 7 од 11 реализација, 64%, додека пак Лазаревски имаше исто така добар старт, 2 промашени шута со Франција, но 4 од 4 во второто полувреме и клучен гол во надпреварот со репрезентацијата на Швајцарија кој што го добивме. Се согласувате ли дека овие двајца се иднината на нашата репрезентација? Еве, кратко, па потоа ќе го продлабосиме се во. Па видите, да, во право сте, Митев и Лазаревски беа едни од нашите подобри играчи на ова европско правенство. Меѓутоа, не сакам тука да ги запоставиме воопшто и други играчи кои што се доста се покажа. Пред себе сакам да ги истакам нашите крила, Ненад Костевски и Петар Атанасиевич, кои што и реализаторски беа добро, меѓутоа и потрошија доста време на теренот и има едно како млади играчи потенцијални кои што ќе носат ова репрезентација во наредните 2 децении. Мислам дека тие позиции ни се загарантирани со квалитет. Сакам тука да го истакнам и Мартин Томовски, кој што доби шанса и покажа по веќе втори, трети пат дека може да се смета на него сериозно. Во вакви надпревари, видите, кога играте еден ваков квалитетен надпревар, да се биде или не, како што може да се рече, и ако некој играч се истакне со самодоверба, со верба, со квалитетен настав, како што беа Митев, Лазаревски, да не го забораваме и Пешевски. Пешевски имаше само што добро не очекувано. Да, очекувано и повеќе од очекувано, имаше одлично европско правенство како најискусен. Тој ја доби капитенската лента во отсуство на Никола Митревски, мислам и заслужено. И што сакам да кажам мислата за Милан Лазаревски, да, вие сите, ние, јас, јавноста сме одушевени, меѓутоа треба да знаеме една работа дека многу треба да работи на неговата физичка кондиција и припрема, затоа што ова полусезона го наследи Столе Стоилов. Значи, до прошлата сезона немаше воопшто минутажа, иако беше дел од Вардар, и ова полусезона, освен правичните 2 надпревари во Лигата на Европа, квалификацијските со Вардар против Рајнекар Ловен, каде што се исто се покажа во одлично издание, во следните 5 до 6 месеци немаше ни еден квалитетен надпревар во нашата лига и тоа се одржуваше. Значи Милан Добро играше со Пелистер. се Пелистер 2 надпревари, да, тие 2 надпревари, меѓутоа не може на овој ритм што го гледаме, значи со овие квалитетни европски селекции, повеќе од 7 до 10 минути во 2 правца, каде што се бара квалитетен ракомет, не може да издржи, мислам. Може да издржи, али ниво не може да има. Значи треба да се работи повеќе на неговата физичка кондиција, да ние играчите во Македонска лига еве веќе од следната година имаме многу поквалитетно правенство затоа што се менува системот и мислам дека тие недостатоци со квалитетни надпревари со еден квалитетен ритам ќе ги надокнадиме во игра. Уште една за ефектот на овие двајца играчи, поконкретно затоа што претходно го прочитав она 7 од 11 кое што е од Јагориновски, а не од Митев. Марко Митев на овој турнир имаше 11 од 12, значи само едно промашување, 92% реализација, 2 од 2 од пенал и 7 асистенции, со што беше трет додавач во нашата репрезентација, додека пак во дебито на европските првенства Лазаревски оствари 7 од 10, иако ги иземеме оние 2 шута на почетокот против Франција, кога доби минутажа, потоа промаши само еден удар од предстојните 8, 5 од 8, значи од 6 метри, 2 од 2 од контра за нашиот пик. Када направивме еден поширок ростер, када и да нешто ни се случи, би можеле да покриеме со квалитетен играч, тоа е сега вкус на тренер за изборот на каков играч ти треба и детали во прашање на квалитет помеѓу одредени играчи на одредени позиции. А во делот на тоа дека да речеме имаме тројце голмани и едно лево крило како баланс во тимот за оно што е потреба некој да истрече, да се најде во ситуација конкретна. Цветан Кузмановски, јас разговарав пред да го така да кажам, да го отпишем од списокот. Цветан Кузмановски е наше
прва опција на наше најдобро лево крило офанзивно. Петар Атанасиевич е во предност затоа што е добар дефанзивец, може да покрие на позиција петка, може да покрие на позиција на преден и е во мала предност пред Цветан Кузмановски. Цветан Кузмановски на пријателските надпревари што ги игравме во Грција во октомври, доби една незгодна повреда и од таа повреда мислам дека тоа беше крај на октомври до почетокот на припремите во декември не одигра ниту еден официјален надпревар со неговиот клуб Пелистер. Јас покрај тоа се одлучив да го повикам затоа што е дел од нашата репрезентација и го заслужува со квалитетот и тој ќе биде, само не беше во ајде така да кажам надпреварувачка форма затоа што немаше ни еден надпревар повеќе од 2,5 месеци и затоа се одлучив. Таа позиција Петар Атанасиевич ја одработи квалитетно. Тука покривавме со Иван Джонов, кој што е еден знае да игра лево. Знае да игра и среден, и лев бек, и лево крило, може да одигра на десен бек, игра сите позиции во одбрана, еден поливалентен играч. Сакајќи да имаме повеќе дефанзивци, повеќе избор, се одлучив Цветан Кузмановски поради овие причини да не го носиме на Европското првенство, иначе тој секако во комбинации заслужува со квалитетот и младоста што ја поседува во ова концепција. Што ја планираме за иднина? Југо излегува дека имаме 30 на ракометари на списокот, па мене некогаш ми реплицираат кога сум Мостар и велам дека од некого треба да се откажеме, велат нема други, а излегува има дека има втора репрезентација, цела да истрче. Па јас би го проширил списокот, ако смеам, Смеете, не? да, Пошто ова тешкаш ми дава право сега да. се шегувам. Значи тука не го спомнуваме мислам Павле Атанасиевич, кој што факт е дека е исто така кадар. Не споменавме еден играч за кој што долго време се дискутира во ракометните кругови, не знам, правоаголници. Да, знам дека, да. Момче кој што е двометраж, кој што е не знам како е твоето размислување, Кире. Видете, моето размислување тие се иднината на македонскиот ракомет и двајцата во првата полусезона и во македонското правенство, но и во Лигата на шампионите. Во нивниот клуб Пелистер, Еврофарм не добива никаква улога. Тука се спекулираше и за Танковски, меѓутоа никаква улога нема, поготово на појаки надпревари од Лигата на шампионите, значи немаат формирано нити позиција. Еве, например, Павле Атанасиевич, еден од моите омилени ракометари, јас прв му дадов као селектор шанса на бараш надпреварот против Романија. Ние против Романија во Скопје и во Романија дури и со него и го започнавме надпреварот, ако се сеќавате. Добар дефанзивец. Што е важно? Другото. Да, важно е да сите тие млади играчи потенцијали добиваат шанса и да играат квалитетно во нивните клуби. Во овој момент за овие два играча не добиваат доволно шанса. Апелирам доколку се може, секој клуб си има своја стратегија и јас ја почитувам затоа што сите се бориме за победи и знам дека и ракометниот клуб Пелистер Еврофарм се бори да победува и сака да игра со поискусни играчи, со интернационалци, тоа е за почит, меѓутоа за нашите играчи точно за Атанасиевич и за Ѓорѓовски, доколку сакат да бидат дел од тој скратен ростав, мислам дека треба да се изборат, не да добиваат. Значи не може никој да им поклони, да се изборат. Значи не може да им поклони никој, они треба да се изборат кај стручниот штаб на Пелистер Еврофарм и ако би биле добри, секако дека ќе добијат шанс. Добри или некои други во своите клубови да се изборат да има минутажа, се разбира да дојдат до репрезентацијата. И други селектори тоа го прифаќаат, така тогаш ќе ве држиме за збор дека тој принцип треба да важи постојано и натаму. И сега за оние што беа во Германија и што играа. Марко Митев го издвоивме како откровение, иако можеби за некој е поголемо, за некој помало, меѓутоа навистина одигра одлично. Не ми е јасно зошто, например, против Швајцарија не стартувавме со Марко Митев од почеток. Зошто чекаме 10-та минута да влезе во игра, па да направи пробивање и тука да биде некаде на работ на тоа, повторно да го седнете на клуб. Па добро, гледате се, јас да ме терате да ви открием овај доста, не, се шегувам. Па затоа е повикавме, откривате. Видете, секој тренер има своја филозофија, мислам дека карактерот на Марко Митев и и други такви покарактерни играчи е важно еден таков тип на играч да го заврши надпреварот, затоа што е сигурен во себе, затоа што секогаш носи добра одлука, затоа што е храбар. И сами гледате и многу поквалитетни репрезентации од нашата, дека
ниеден играч, колку и да е физички спремен, не може да го издржи ритмот што се наметнува на европско. Не велам да игра 60 минути. Велам да почне, па во ротацијата, ајде, може би јас имам логика од други спортови. Во некои спортови тренувате со најдобриот на сервис, на пример, за во ротацијата, во сетот да ви остане добро, тука сервира има на разлика, крајот. да. Значи повеќе да е во позиција да решава. Зошто би го трошеле Марко Митев на почеток на преварот кога одбраната е најака? Може би е подобро да стартува као джокер, кога малце противничката одбрана ќе биде уморена, па да он со својот квалитет, пробивност и сите други работи што ги има да Ако ја издоминира. развие од почеток одбраната со својата пробивност, Па добро, со ама тој и брз чекор, ќе ни старт се на умори, брзина. па ќе го нејаме последните 10 минути кога се одличува. Добро. Лазаревски минутажа во однос на Никола Марковски во одбрана. А Лазаревски, видите, Лазаревски кога игра, идејата е да игра во два правци. Идејата да игра во два правци и така и го третиравме, така и играше. Никола Марковски има многу дадено за Македонија. Мислам дека одигра коректно правенство. Требаше можеби повеќе да ротираме во одредени ситуации, меѓутоа кој што ви кажав и на почетокот на емисијата, се одлучи за надпреварот со Швајцарија да не права многу ротации, него да се одредиме на тие 10 до 11 играчи да добијат повеќе минути на теренот за да можеме да го добиеме. Знаете, некогаш кога правите многу ротации, некогаш добивате, ама повеќе пати и губите. А овој надпревар ни беше важно да го добиеме. Имаше Никола и добри и лоши моменти, но исто така треба да знаеме дека го напаѓа врвни играчи од Бундеслигата, бекови што тешко се задржуваат. Тука се Робин, кој што игра во Вецлар и потпиша уште сега договор со Штутгарт, тука е Енди Шмидт, тука е Зендер, најдобриот стрелец на Бундеслигата во овој момент, така да не беше воопшто лесно, играјќи наше македонско правенство, да се чуваат такви бекови. Во тој контекст, Кире, тој извини, Слободно. ќе се надоврзам во контекст на ова за Лазаревски. Ме интересира моментот негде околу 57 минута, кога претходно Шмидт се виде дека ќе ја решава сам, сега може би претерувам, но се гледаше дека решава сам. Можеше ли порано да влезе Лазаревски во тој Се сложувам. Кога е донесе одлуката? Јас ја прегледав снимката. Јас увидов дека Никола веќе беше подолго време во игра и му фалеше недостаток на имаше енергетски пат, имаше енергетски пат. Јас го увидов точак и искомуницирав на клупа со него, викам Никола како си дали можеш ми рече, значи победник кога некој сака да победи треба да го оставиш. Никола сакаше да победи и јас го оставив, меѓутоа после кога увидов дека не можеше енергетски да ја доиспрати утакмицата во 56 или 57 минути, кој што кажавте, го оставив Лазаревски, он ја доврши работата одлично, се сложувам, не дека не увидов, меѓутоа малце показно го уфрлив Лазаревски. Се сложувам со приметбата на вас. Се стекна печаток дека ако продолжеше така надпреварот во последните 2 минути, ќе ја загубевме средбата. Па да, не се сложувам, меѓутоа го приметив ова што го кажувате, ова ви е све аргументирано. И имам уште две, Тони ќе ми дозволиш, не. Значи, околу апелите за претходно што ги спомнавам, а се назад ќе се вратам, за клубовите. Ме интересира какви се комуникациите со клубовите на оваа тема. Југо, да го оставиме ова за подоцна, затоа што имаме уште неколку играчи да проанализираме, можеме и понекогаш. Имаме за уште еден играч, ама добро, за да заокружиме. Okay, Ќе продолжиме и натаму. Сега сакам да го слушнеме размислувањето на Кире Лазаров за двајцата играчи што оваа година 8 пат се појавија на голем настан, 4-то европско, 4-то светско првенство за Филиповци, Талески и Кузмановски, и уште еднаш на брзина за нивните бројки. Талески 7 од 16, 44% реализација во напад, 5 од 12 од 9 метри, Кузмановски 8 од 19, 42%, 5 од 11 од 9 метри, со тоа што треба да се напомене дека Кузмановски имаше и 17 асистенции, според тој статистички податок е прв играч на македонската репрезентација. Лазаров, ќе имаме ли лидери во Талески и во Кузмановски? Видете да ви кажам, јас сум лично задоволен од последниот надпревар, од нивната улога што има и
И презема одговорност. Голем учинок во победата што остваривме против Швајцарија. Знаете што се случува кај нив во моментот? Не можам да кажам дека времето ги гази, меѓутоа јас го разбирам тоа и тоа треба да го решаваме во иднина. Они го чувствуваат тој голем притисок дека едноставно мораат да бидат лидери. И треба да се ослободат од тој притисок. Мора да го носат тој притисок. Не, тоа мора да го носат и мора да се соочат со тој притисок и сами да се изборат сами со себе. Значи Не успевате ли вие да им го ние не пренесем? можеме да ги прогласиме ти ќе бидеш лидер. Значи лидерот самиот на терен Се наметнува. се наметнува и тоа не може да му го оспориш некој ако се наметне, еве од типот на малиот Митев во моментот, но тоа не значи дека е подобар и од Кузмановски од Талевски. Нас ни се потребни и Кузмановски и Талевски за војнина, тука да не се заваруваме. Меѓутоа тие се соочуваат со еден притисок кој што треба самите да се изборат. Ова е национална селекција, значи цела јавност, цела Македонија очекува, навива и полека, сега пошто повеќе не нема нас, они ја чувствуваат се повеќе таа одговорност и одговорност. Секое надпреварување е поголемо искуство за нив. Сигурен сум дека ќе се изборат со тоа, не треба да бараат вина во другите. Мислам дека имаат капацитет. Треба да им се поделат улогите, да не очекуваат дека ќе проведуваат по 50-55 минути, тоа е скоро па невозможно и со тоа се бориме, многу разговараме, затоа што знаете како е, кој ќе поделите минутажа, затоа што многу пати зборевме во текот на оваа вечер дека не е возможно да еден играч, а дури и еден Дикамем и Ремили и Фабрегас не поминуваат на терен повише од 30-35, па 40 минути максимум. Тука они се има еден голема разлика со години, они чувствуваат одговорност и сакаат да го покажат. И тука се бунат нивните тела и они мислат дека се приморени. Они треба да се опуштат, да играат, минутажата, улогите што ќе се дадат, да се извршат квалитетно, како што тоа го направиат на преварот со Швајцарија, и тогаш ќе бидеме сите, а и они самите задоволени. Тогаш Македонија ќе игра добро, тогаш Македонија ќе победува. Никој не и ваша задача да ги опуштите, да ги воведете во збориме многу на таа тема. Не е воопшто лесно, Јас до вчера бев играч и мене ми се лепеа етикети, бире ако не да 10 гола играше слабо. Тоа не е воопшто лесно, значи тоа треба да се спремиш, треба да имаш карактер, треба да имаш глава, треба да се бориш со тоа. Не е тоа. За овие неколку години ја увидели разликата што е селектор, што е тренер? Како не увидов, да. Како не увидов. Мада јас и кога бев играч, бев десна рака на сите тренери, на сите селектори. Значи носев одговорност, таа лидерска одговорност. Секогаш бев најпрофесионален, значи делев позитивни совети, имало и добри и лоши моменти, имало и победи и порази. Меѓутоа, лидерот секогаш треба да биде напред и треба да биде позитивен. Не смее да бара грешки. По силни репрезентации гледаме дека голем дел од играчите и лидерите држат и тајм-аут. Но тоа е некоја друга веројатно. Добро, сега го видовме Дикамем, Дикамем е најдобар играч на свет. Добри, Готфрид редовно го прави, ама се други не правиме такви паралели. Не мора да го имаме тоа. Може. Јас зборевме ни, јас знам да ги сослушам на состанок играчи да дадат своја идеја за било каква акција. Па тама работа ако не разговарате, ако не ги сослушувате, тогаш е лоша комуникација. Повторно околу Талевски и Кузмановски. Сметате ли дека со нив пропуштивме некое првенство предходно, за сега да можат да го пренесат она што треба и се очекува? Како мислите да пропуштите? Па тие растеа покрај вас. Добро. Растеа во репрезентација во која што имаше поискусни играчи. И кога од нив не се очекуваше, тие да бидат клучни и да решаваат. Они се долго веќе, мислам од 2016 и 2017 година имаат доста правенства поминато, немаат видите, они требаше да упијат од нас, они требаше да собират знаење како тоа се прави и двајцата се доста интелигентни, паметни се и мислам дека ќе ги добиеме. Да ги добиеме, само треба да сватите една улога дека на ова ниво на ракомет, што се игра во моментот на европски и светски надпреварувања, секој треба да има своја улога, да се подели своја минутажа. Секако дека тие се предводници, тие се чекор напред и со искуство и со квалитет пред другите, треба да бидат предводници, но на еден
друг начин, каде што нема да бидат оптеретени, него ќе уживаат во тие улови како лидери. Ако може да заклучам, Македонија има крила, односно пикери, а за бекови треба уште малку да поработи. Еве зошто има крила преку ефектот на двајцата наши најекспонирани играчи на таа позиција од тројцата повикани. Тоа се Петар Атанасиевич, кој што во Германија на дебито за европски првенства постигна 4 гола од 7 шута, 57% реализација, реализираше една контра од 2 обида и влезе во топ 5 според головите со луцидност. Единствено лево крило беше, можеби тоа го искористи максимално, немаше притисок дека со грешка ќе биде седнат на клупа. Од друга страна пак Ненад Костевски го одигра четвртиот голем настан, 12 од 15, 86% реализација, 3 од 4 од пенал, една контра од 2 обида. Лазаров, овде дали сме мирни? Па мислам дека со Петар и со Ненад добивме многу, поготово на ова правенство, и мислам дека треба да бидеме мирни. Петар добива доста минутажа во неговиот клуб, во Пелистер, и тоа се покажа дека и во трите надпревари што ги одигравме против квалитетни противници, во ниеден момент не беше одлучен, не му затрепери раката. Значи, потребно е на нашите репрезентативци да имаат минутажа, да заслужуваат минутажата во нивните клуби. За Ненад Костевски, мислам, тоа е еден од нашите најдобри, најталентирани играчи. Тоа Ненад и го покажа. Има конкуренција во Пелистер, во неговиот клуб, треба да му се дава поголема минутажа. Тоа е наш бисер и не се сомневам дека така ќе биде во вториот дел на полусезоната, за да го имаме прав Ненад Костевски за барашни превара што следува во мај. Благодарам, Лазаров. Реклами Мартин Делковски. Мартин Делковски е еден играч што ќе ни е потребен нас во иднина. Имаше доста време во минатото, во последните 2 до 3 години пех со повреди. Ова година почнува полека да игра на полусезона, има една коректна полусезона, меѓутоа најголемата придобивка со него е што знае кога е здрав да игра во два правци, поготоа е добар одбрамен играч. Се сложувам со вас дека немаше импресивно европско правенство. Ако се сеќавате, јас на првиот надпревар со Франција беше во првата седморка, меѓутоа неговото издание на тој надпревар не задоволи и одма вториот надпревар променивме да биде стартер Томи Јагориновски. Во секој случај ни се потребни сите играчи, тука го споменавме и Мартин Серафимов, меѓутоа јас стално со него разговарам и треба да знае дека па и ние како репрезентација во иднина треба да имаме што помалци играчи што играат во еден правец. Значи треба да стремиме према тоа. Мартин Серафимов не дека не игра во одбрана, меѓутоа не е тоа доволно квалитетно да може да го игра на ова ниво. И во иднина доколку сака да биде во тој скратен список, многу треба да работи на дефанзивата. Гледате и сами дека и една измена доколку правите на ова ниво, одма противникот ве матира во неполни 2 секунди. Така да во самата селекција на играчи треба да бараме играчи квалитетни што играат и одбрана добро и напад добро. Значи, бараме брз ракомет, бараме добра селекција, да изгледаме како овие, така е, овика во македонскиот ракомет за квалитет. То не е, спомена Кире пред малку, немаме десни бекови, 4 излегува. Значи, имаме квантитет, дефинитивно квалитет се уште нема. Тоа е, толку е. А за фабрика, ако добро сум разбрал на времето, треба работници. Треба се работи. Спомена нешто и селекторот. Работи, не работи, доволно работи. Значи треба работа, треба систем и треба нормално без паричка ништо, ама гледаме дека и паричка, а нема квалитет. Значи треба да создаваме во таа фабрика менталитет победнички. Да тргнеме од базата, што е основно. Гледаме, голем дел од нашите ракометери се, конкретно за фелата, се инфериорни физички. Губат дуели, значи не се подготвени. Споменавме веќе тоа одамна се знае. Силна лига, по мене со помалци странци, со повеќе
домашни играчи, мора да се интервенира тука околу бројот на странците и ред други. Топлите сали некако ги прескокнавме, па и јас се нервирам што и јас полека влегувам во тоа, не биле битни, Кирил Лазаров играл, не играл и он во топли сали, не се согласувам. Не се согласувам. Вие на децата, од 120 деца, ако ги однесете да играат во, да не ги спомнувам сега салите, каде што е подобно во сала отколку надвор, кој ќе дојде? Еве, како родител, кој ќе го пушти детето прво да оди во ладна сала? Ама ајде да го прескокнем и тоа. Значи, многу е комплексна работата, имаме шанса затоа што, еве, ракометот да гледаме што прави во државата. Значи, сите зборуваат за ракомет, имаме атмосфера. Не знам, тешко било ова како ќе треба да кажеш Да се што треба. склопи нешто. Да се склопи нешто. Добро, еве, Алкалоид Сега е нафрлив клуб само што има работа. сала, тоа е македонски концепт со млади играчи. Тој концепт трае веќе 2 години, вие сте селектор на трет голем настан едно по друго. Убеден ли сте дека во овие 2 или 3 години македонскиот ракомет оди напред и дали добиваме квалитет во игра, квалитет во производство на играчи, затоа што веќе заклучивме дека постојаноста во настапите на големите собори како прва цел не е остварена. Сега веројатно е логично во некоја фаза и за одреден период да тргнеме натаму и да ја реализираме втората, тоа значи да минеме група, да играме квалитетно и да го видиме со голо око тоа што се нарекува напредок, ама на терен. Да. Супер прашање. Јас се сложувам со Југо. Кажа еден збор базата. Значи треба да работиме на базата. И ние во Ракометната федерација многу во последно време, во последните 2-3 години, многу внимание се оврати. Јас сум координатор на сите спортски, на сите национални селекции на млади. Сум уфрлен во таа работа, во тој систем. Значи, ние во последните 2-3 години успеавме да формираме 2002 генерација. Ви набројав само 8 играчи, кои што вие ги познавате и ги имате видено на дело, кои што се идни на македонскиот ракомет. Формиравме преку филтри во повеќе градови на Македонија една генерација 2004 која што успеа да се пласира на едно големо надпреварување и освои 9-то место, на кое што селектор е Раде Стојановиќ. Од таму имаме исто така деца кои што 4-5, кои што, ајде, многу се уште се млади и кревки, но брзо ќе зачукаат на вратата на сениорската репрезентација како потенцијал за големи работи. Исто така ја формиравме 2006 генерација, која што сега во јануар месец, пред да заминеме ние на Европско правенство, успеа да се пласира на големо надпреварување. Тоа е Европското правенство во Црна Гора. До 2006 до 18, така ќе ми до 18 години. Така, имаме направено филтри да ја формираме и веќе е формирана и селекцијата помлади кадети 2008, каде што имаме исто така огромен потенцијал. Така да сакам да кажам една пофалба за Ракометната федерација што овозможува услови. Замислете, значи јас само набрав сега сениорска репрезентација, генерација 2002, 2004, 2006, 2008. Тоа се 5 национални селекции, тоа се во оптек околу 100 играчи потенцијални репрезентативци, каде што ние веќе во голем дел од нив сме пласирани на голема надпреварувања. Тоа е таа база, треба да се вложува во нив, да се инвестира, да се тренира, да се има стратегија и мислам дека од тој голем базен на играчи во иднина Македонија има екстра квалитетна репрезентација. Истото тоа се случува, го спомнавте, Алкалоид како клуб, каде што правенствено даваме поголема шанса на млади, на македонски играчи, меѓутоа исто доста вложуваме и во младите категории, во сите овие категории што ги набројав и за националните селекции. И се надевам тренирате како вие што го правевте тоа во Барселона, во Веспрем, во Загреб и во клубовите каде што растевте како играч. Го прифаќам ова со националните репрезентации, меѓутоа ќе ве вратам на една реченица што многу често ја употребувавме во ова студио, ја употребуваа гостите во ова студио деновиве, а тоа е дека нашите играчи не тренираат така во клубовите. Тоа значи дека бадијала вие правите репрезентации, ако играчите се вратат во клубови и тука паузираат до наредното лето додека не се соберат повторно. Правите ли вие како најголемо ракометно име
во Македонија со поддршка на најбогатиот председател на Федерација спортска во Македонија, да ги искоординирате клубовите, да се создаде некоја, тој збор веќе стратегија е малку и тежок и често употреблив, да се создаде некоја комуникација меѓу клубовите, оние барем што ги имаат тие деца што се во овие репрезентации, да се промени на некој начин принципот на работа, за да може да создадеме производ кој што ќе биде за А репрезентацијата или полупроизвод што ќе го праќаме надвор за некој друг да го доработи, па ние од тоа да имаме корист. Видете, јас се сложувам и треба да направиме квалитетна комуникација и пробуваме да направиме, меѓутоа тоа е многу тешко, затоа што секој клуб си има своја амбиција и си има своји цели во текот на годината и во текот на сезоните. И јас како селектор, ако се јавам на тренер на било кој клуб каде што ние имаме репрезентативци и наложам дека еден Емилијан Ѓорѓовски или Павле Атанасиевич или не знам кој друг играч треба, како што кажа Југо, да стави на своја мускулна маса, мислам дека ниеден клуб нема да ви го прифати тоа, затоа што Според мене мора да се направи, инаку идниот јануари повторно ќе го правиме истиот разговор, затоа што 12 месеци сме поминале вака или онака. Еве јас да посакам да играме идниот јануари на светско првенство, да имаме добра ждребка на 27-ми, пред финалето на ова европско за баражот, да го пребродиме и тоа и да растеме паралелно со играњето на големите собери, а не само преку тренажен процес и настап во квалификации. Лазаров, мораме да завршуваме, ме опоменуваат, а ми се зачести деновиве. Па се надевам ќе имаат разбирање со оглед дека селекторот на македонската ракометна репрезентација беше овде и Југослав Костовски го имаше своето деби на ова европско првенство, се надевам ќе даде посебен придонес и во наредните денови. Ви благодарам на двајцата за гостувањето. Кире, значи да запаметиме, да заокружиме Марко Митев на наредниот надпревар во прва постава и Лазаревски да игра во одбрана и во напад во подолго временски интервал. Ако е така супер, ако не, пак ќе дебатираме на ракометни теми. Добро, ви благодарам на поканата, мислам дека добро и јавноста да биде запознаена, да збориме вака транспарентно, отворено и да работиме сите заеднички, обединето, транспарентно за доброто на спортот и доброто на ракометот во Македонија во наредни 2 децении. Има различни мислења, не е лошо некогаш да организираме и дебата, да удри ракометар на ракометар, а не ракометар на новинар, во позитивна смисла на зборот се разбира, за вкрстување ставови и да го најде македонскиот ракомет најдобриот пат и да остане уште долго на светската сцена. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер. Го пробивме малку терминот, нема